Еден многу убав концерт во исчекување. Скопски брас квинтет организираат концерт посветен на песните на Тоше. Со мене Александар Нинич. Добро утро. Добро утро. Благодарам на повикот. Зошто поинаква верзија на ваши концерти овој пат? Што е инспирацијата? Да, како што е напоменато на настанот, на самиот настан, всушност Скопскиот брас квинтет, кој што веќе можеби повеќе од 10 години функционира како еден камерен ансамбл. Имаше многу различни идеи, имавме многу различни концерти со музика од Beatles и музика од Queen, музика од најголемите диско хитови, ајде да кажам, Майкл Джексон, Шака Кан, Bee Gees и така натака. И покрај целата таа музика, ние свативме дека во нашиот репертуар, бидејќи тоа се ноти кои што веќе постојат во светскиот репертуар за оваков ансамбл, недостасува музика од македонската популарна музика, како што е, например, во овој случај ние се одлучивме за великанот Тоше Проевски, нели? Како еден, можеби најзвучно и најголемото име од светско име, остана светско име и наш бренд амбасадор. Она што ме интересира се кои се тие песни кои што ги издвоивте? Затоа што во неговиот репертуар имаше повеќе стилови. Точно. Ние буквално се потрудивме да опфатиме песни од неговата најрана младост, каде што настапува со песни од, ајде речем, по-македонска продукција, каде што настапува со песни од познатите великани како Кире Костов, Григор Копров и така натака. Па се до подоцна кога настапува со различни хрватски, словенички продуценти и светска продукција, точно. Мислам дека не опфативме ни едно од последниот албум The Hardest Thing, ама се потрудивме останатите албуми да ги опфатиме речисите. Да. Па Илузија, Место на злосторот, Немир, така да има песни кои оставија Белек, песни за сите генерации. Беше ли тешко да се обработат? Вака за обработувањето јас морам огромна пофалба да изразам за Трајко Велков, се извинувам, Трајко Велков. Трајко Велков е многу познат на македонската сцена како музичар, бидејќи редовно настапува како джез трубач во ансамблите на ЗДЖМ и сите джез ансамбли низ држава. Еден од најдобрите моментално джез трубачи, меѓутоа одлично ги преработи песните, морам да признам, им даде една карактеристика која што се одвојува од другите инструменти, нели, лимените дувачни инструменти се малце специфични сами по себе, да. И токму заради тоа и самиот Трајко свири труба, што значи добро ги познава инструменти и преработките се направени врвно. Значи им даде еден ваш специфичен белек. Да. Интересно ќе биде да се слушнат во едно поинакво издание. Да, ние размислувавме и да вметнеме и перкусии во целиот проект, меѓутоа за тоа малку беше недоумица, бидејќи сакавме самите лимени инструменти да ги покажеме во главно светло, без никаква поддршка, бидејќи аранжманите се направени толку добро да тие можат да бидат со перкусии, како што песните на Тоше беа со тапани или со покрај хармонските инструменти. Обично етно елементи често знаеше да се проткајат. Точно така. Не во сите песни, но во оние доста звучените. Па знаете како, не можете да избегате од тоа што ви е... Од корените. Да, не може. 25 понеделник, кажавме дека така, понеделник. Во понеделник во малата сала на Филхармонија, со почеток од 20 часот, ја очекуваме драгата публика да дојде и да ужива на нашиот концерт. Да, се надевам дека ќе биде бројна и се надевам дека ќе биде повеќе од помладата генерација со оглед на тоа дека некој требали да ги наследи тие инструменти. Точно, инструментите и музиката, мислам дека треба да се наследи, и токму тоа беше идејата да овие ноти кои ние помодерни ги нарачавме, па да, и се и помодерни, меѓутоа имаат голема уметничка вредност. Сите се претежно во некој си джез стил преработени, меѓутоа
многу лесно може да се препознаат нели песните. Се потруди Трајко Велков се потруди да песните не се изгубат како оригиналните мелодии и формата која што луѓето ќе ја препознаат, верувам. Меѓутоа, ете, се потрудивме да овие аранжмани, овие ноти потоа останат во творештвото и се надевам дека наредните генерации во средните училишта и на факултетите, музичките факултети низ Македонија ќе бидат изведувани како во редовна академска програма, бидејќи навистина се предизвикувачки за да се сработат и да се навежбаат и да се отсвират онака како што Трајко ги има замислено, а онака како што Тоше навистина ги испеа, тоа е нешто невозможно да се... Невозможно, дефинитивно. И за вас, музичарите, како и за нас, како и за сите, предизвика да се бориме со модерното време и со трендовите, новите модерни трендови. Сепак треба да ја задржиме традицијата, сакаме да ја одржиме и да продолжиме понатаму, но мора да бидеме и интересни, ајде така нека биде за помладата популација, за да има кој да го продолжи тој пак. Тоа се предизвици со кои што секојдневно се соочуваме. Да, секако. Всушност, иако ние се трудиме да нашиот состав функционира во рамките на класичната музика, меѓутоа исто така разбираме дека луѓето не секогаш сакаат само тоа да го слушаат. Едноставно има интерес и за популарна музика која би била изведена на овој начин. И зошто да не? Зошто да не? Тоше Проевски... Тоа сакав на крајот да заокружиме дека зошто да не секој предизвик треба да го прифатиме. Да, и едноставно па треба да бидеме очекор со модерното време. Точно. Тоа е тоа. И искрено да ви кажам, ние имавме неколку проекти поврзани со класична музика и процесот на припремање на тие партитури кои што се нели веќе познати како ноти од Јохан Себастијан Бах, од Волфганг Амадеус Моцарт, нели великаните од класичната музика. Да, тоа е навистина комплексно и има една друга, ајде да кажам, повеќе слојност во музиката која што треба да се сработи, таа да излезе во своето светло при изведбата, меѓутоа исто така песните кои што беа компонирани за Тоше, голем дел од нив се компонирани од врвни композитори кои што се на денешницата, на нескромно ќе кажам за еден Кире Костов кој што е, јас би рекол, еден македонски Моцарт или еден македонски Великани. така натака. Така да, ете, и голем е предизвикот да се сработат и сеајот на тие песни, сеајот на самата музика која што е творена, да се изрази преку лемените дувачни инструменти, навистина е предизвик. Јас се надевам само дека кога да се слушне музиката на Тоше, секогаш не инспирира да запееме и се надевам дека и публиката ќе ве придружува со својот глас. Да. Посакам успешен концерт, благодарам за гостувањето. Ви благодарам исто така и на вас. Ете, ги поканувам уште еднаш, драгите гледачи. Концертот ќе се случи во понеделник во 20 часот во Малата сална филхармонија. Добре дојдени се сите да уживат на музиката на Тоше.